Здраво, добро уште на видео, каде што видео ќе збориме за беклетачно созревање, односно матурација. Сега, беклетките се создаваат и додека сме ембриони, односно пред да се родиме, и тоа во жолчно кесе, во фетален хепар и во коскината срцевина. Но од кога ќе се родиме, односно кога веќе ќе пораснеме на некоја си возраст, се создаваат само во коскината срцевина. И на почеток во сите коски, понатаму само во одредени коски. Ајде сега да ги разгледаме фазите кои ги поминува една клетка, една беклетка додека созрева. Значи за првично започнуваме од една хематопоетска стем клетка. Така, значи имаме една хематопоетик стем сел, од која добиваме клетка која е наречена прогенитор B сел, односно ProB ја бележиме. Така, значи добиваме една клетка која се нарекува прогенитор B сел, односно ProB. Сега, оваа ProB клетка првично подлежи на блага пролиферација. Односно, незе ќе добиеме повеќе вакви ProB клетки. Че само ќе ги бележам вака како мали B клетки и само ќе нацртам една поголема овдека горе и на незе ќе се фокусирам. Океј, значи имаме една ProB клетка. И сега, таа за да го продолжи своето созревање, така патот на матурација, првично мора да се прицврсти на овие стромални клетки. Овие стромални клетки овозможуваат една погодна микросредина со цел да може да имаме диференцирање, односно созревање на Б клетките. Така, значи ти ако ја извадиш оваа Б клетка надвор од оваа микросредина, таа нема да диференцира. Значи е потребно да биде во соодветна микросредина и овие стромални клетки го овозможуваат тоа. Значи првично ќе се прикачи на нив со својот рецептор кој се нарекува VLA4. Значи вака со портокалова боја, че тука има еден рецептор кој се нарекува VLA4 и ќе се прикачи на лиган кој се наоѓа на стромалната клетка, кој е VCAM1. И ова е всушност, овие се адхезиони молекули и всушност ќе имаме прикачување на Б клетката, односно прогенитор Б клетка. Сега, во секоја фаза на развојот, овие Б клетки се карактеризирани со различни мембрански молекули. Во ProB фазата на својата мембрана има CD19 и CD10 молекули. Во секоја фаза ќе има различни молекули кои ќе бидат експресирани на нејзината мембрана. И во овој момент почнува да расте експресијата на RAG1 и RAG2 протеини. Така, значи се зголемува количеството на RAG1, односно 2. И тие беа потребни со цел да се изврши рекомбинација на имуноглобулинските гени. Така, односно, во оваа фаза, ProB фазата, започнува рекомбинација, така, значи започнува, вака, ќе обележиме, рекомбинација на имуноглобулинските гени. Односно, започнува рекомбинација на гените кои кодираат за тешкиот синџир. Така, значи, имуноглобулинските гени за хеви синџирот. И нормално прво се случува Д со Ј се приспојува, значи одреден Д па со Ј сегмент, и потоа имаме одреден В се приспојува со дадена Д Ј комбинација. И додека се случува ова, исто така имаме изголемена експресија на ТДТ. Значи ТДТ протеинот кој беше задолжен за додавање на N нуклеотиди. Така, и ова се случуваше кај тешкиот синџир. Помеѓу секој спој се додава N нуклеотиди. Така. И тоа беше еден од начините за генерирање на варијабилност. Но кога ќе почне да се прави лесниот синџир, ќе се намали, значи после количеството на ТДТ. Но тоа не е сега, тоа е после ќе се случи, но поентата е ТДТ, зависно колку го има, ќе се додадат N нуклеотиди. И главно кога се прави лесниот синџир е мало количеството и затоа кај лесниот синџир немавме додавање на N нуклеотиди. Сега, од кој ќе се направи функционално реаранжирање, односно се добие одреден ВДџ, така варијабилен регион, добро и константниот го имаме, ќе се добие имуноглобулин М. Така, значи ќе се добие само тешкиот синџир, така, значи имуноглобулин Ми, подобро би било речеме, значи ќе се добие имуноглобулин Ми, и од кој ќе се добие тоа, оваа ProB клетка веќе може да почне да се нарекува пре-Б клетка. Така, тоа е наредната фаза од развој, но исто така ќе се случат и некои други работи овдека, кои сега ќе ги забележиме. Овдека на оваа Б клетка, ProB клетка, исто така се прикачува со стромалните клетки со еден друг рецептор. Че вака овдека сега ќе ја бележиме. Значи ова е истата ProB клетка,
но се прикачува со еден друг рецептор кој се нарекува c-KIT. Океј, значи има еден рецептор кој се нарекува c-KIT и се прикачува на, односно лиганд за него е stem cell factor кој се наоѓа на стромалните клетки. Океј, значи ќе обележам со кафена боја. Значи stem cell factor, SCF. И ова активира сигнал, така, кој стига до јадрото, нормално на пробе клеткава, и плюс ова со рекомбинирањето, создавањето на функционален имуноглобулин Ми, мислам имуноглобулин кој има Ми тежок синџир, бидејќи само тешкиот синџир го рекомбиниравме. Ова, кога ќе се случат овие два процеси, оваа про-Б клетка, сега веќе ќе ја нарекуваме пре-Б клетка. Океј, сега тоа што ќе се добие е пре-Б клетка и која ќе бележиме со некоја друга боја. Сега ќе биде вака некоја боја. Сега, оваа пре-Б клетка на својата површина, кај што нејзината површина, ќе ја бележиме вака на страна. Значи имаме површината на оваа пре-Б клетка, се наоѓа хетеродимерот имуноглобулин алфа и имуноглобулин бета, така кој беше одговорен за праќање на сигнали, така значи имуноглобулин алфа, имуноглобулин бета, и на него е надоврзан тешкиот синџир Ми. Така значи овдека сега ќе го имаме тешкиот синџир Ми, кој успешно го реаранжиравме. Така. Но, бидејќи немаме реаранжирани гени за лесните синџири, така, затоа тие се заменети во овој момент со едни други протеини, каде што варијабилниот дел е заменет со еден протеин кој се нарекува В пре Б протеин. Значи, В пре Б протеин. Океј, значи тој служи на налик варијабилниот дел од лесниот синџир, додека налик константниот дел од лесниот синџир е од протеин наречен ламда 5. Така, значи, ова е ламда 5. Сега, овој комплекс се нарекува пре-Б клеточен рецепторен комплекс. Океј, значи, ова целото, така, значи, ова целото е всушност, дека горе ќе напишеме пре-Б клеточен рецептор. Океј, а овие протеинови кои го заменуваат лесниот ланец се моментално сурогатен лесен ланец. Значи овие моментално се сурогатен лесен light chain. Океј. Сега, од кога ќе се формира овој пред-Б клеточен рецептор, тој праќа сигнал. Денеска не е познато, не е најден лигандот со кој се врзува овој пред-Б клеточен рецептор, така, значи не е најден лиганд кој се врзува па да се прати сигнал, него се верува дека самото асемблирање на овие молекули, така сите одека кога доаѓаат во контакт, е доволно за да се продуцира сигнал. Значи не е познат лиганд, но се смета дека самото асемблирање на молекулите на овие позиции е доволно за да предизвика сигнал. И сега се праќа сигнал, значи имаме даунстриминг преку различни молекули, една активира друга, една од најбитните е БТК, која е брутнова тирозинска киназа. Не е тоа толку битно, едноставно тоа е еден од важните протеини кои се активира во даунстриминг процесот на сигнализирање. Сега, овој сигнал е многу битен. Ако овој сигнал не се добие, кој сега се прати до јадрото на клетката, оваа Б клетка нема да продолжи со созревањето, нема да продолжи да матурира. Океј, значи овој сигнал е многу битен. Ќе бележам со некоја си црвена боја. Значи сигналот што се праќа е битен за преживување, така за преживее, за да созре и да пролиферира. Зашто кога ќе се добие овој сигнал, таа веќе е одлучена. Таа веќе ќе стане Б клетка и таа ќе преживее и ќе созре и сега ќе пролиферира. И во овој момент се јавува најголемата пролиферација. Сега, пред да пролиферира, она првин мора да се откачи од овие овдека што беа адхезионите молекули. Памтите, претходно имавме овакви адхезиони молекули? Океј, значи она е уште закачена таму.
Само ја не ја цртам дека е закачена, но она е уште закачена. Сега, како се откачува? Додека е ваква пребек клетка и додека се случува ова сега што го објаснив, истовремено почнува да се зголемува експресија на интерлеукин 7 рецептор. Значи интерлеукин 7 рецептор. Океј. А стромалниве клетки ослободуваат интерлеукин 7. Сега, кога ќе се врзе интерлеукин 7 со интерлеукинскиот 7 рецептор, се праќа исто така сигнал кој ја го намалува создавањето на ВЛА4. Така, значи намалува создавање на ВЛА4 и поради тоа, ако се намали создавањето на ВЛА4, во тој случај оваа клетка ќе се откачи. Така, гледате овде како ја бележам. Значи, ако се намали создавање на ВЛА4, оваа клетка ќе се откачи. И сега оваа пребек клетка се откачува од стромалната клетка, така, значи се откачува од нејзе, добива сигнал од овој пред беклеточен рецептор, таа преживува, продолжува со созревање и почнува да пролиферира. Океј. И исто така започнува со реаранжирање на лесниот синџир. Значи преживува, созрева, пролиферира и започнува созревање, односно реаранжирање на лайт, мислам на гените кои се за на имуноглобулинските гени за лесниот синџир. Односно, ќе се добијат капа или пак ламда лесни синџири. Така, значи видовме прво започнуваме со капа, па ако не работи капа на едниот хромозом, се иде со капа на другиот хромозом, па се иде со ламда, па со ламда на вториот хромозом, имавме алелско исклучување, ако имавме функционално реаранжирање. Значи тоа го збориме кај беклетките, така кај што зборевме за реаранжирање на гените. Не могу тоа да навлегувам, но едноставно овдека исто така започнува реаранжирањето и ќе се одвива прен капа, па ламда и така натаму. Имаме алелско исклучување, тоа сега нема да го објаснувам. И имаме пролиферација. Океј, че имаме пролиферација и сега ќе добиеме многу вакви беклетки кои имаат реаранжиран и лесен синџир, така. Значи ќе имаме пролиферација, имаат реаранжиран лесен синџир и веќе сушности не ги нарекуваме пребеклетки, него сега започнуваме ги нарекуваме незрели беклетки. Океј. Значи сега станува незрела беклетка и сега ќе ја бележиме со си ваква боја. Океј. Значи сега станува незрела беклетка. Сега оваа незрела беклетка конечно има антиген специфичен имуноглобулин на својата површина. И овој имуноглобулин е имуноглобулин М, бидејќи имаме ми тежок синџир. Ако сакаме друг имуноглобулин, треба да подлежи на клас switching. Овдека од страна имаме исто и сигналниот комплекс, мислам комплекс кој е потребен за праќање сигнали, имуноглобулин алфа и бета хетеродимерот. И ова заедно го гради беклеточниот рецептор. Така, значи ова заедно гради беклеточен рецептор. Сега, овој комплекс не се врзува со лиганд, но сепак праќа сигнал. Најверојатно поради самото асемблирање на овие протеини овозможува праќање на сигнал. И овој сигнал овозможува активирање на P3 киназа, која е потребна за преживување на клетката и исто така намалува експресија на рак протеини. Рак протеините беа потребни за реаранжирање на гените. Сега бидејќи имаме успешен имуноглобулин, не сакаме да ги реаранжираме и затоа се праќа тој сигнал. Сега во околнава средина нормално постојат некакви си сопствени антигени, така, значи постојат овдека селф антигени, но ако клеткава дојде во контакт со тие селф антигени и се врзе, во тој случај она ќе добие сигнал. Значи ако се врзе за овој селф антиген, во тој случај она ќе добие сигнал да си ги реаранжира гените или пак да влезе во апоптоза. Океј, и ова е еден вид на негативна селекција кој спречува да имаме само реактивност. Но ако би ја земал оваа незрела беклетка и би ја ставил некаде надвор во средина да се сретне со некој туг антиген, во тој случај оваа беклетка
нема да пролиферира и нема да се диференцира. Значи оваа незрела Б клетка уште ја нема способноста, значи нема способност за пролиферација и диференцијација. Така, значи уште ја нема таа способност. Само кога ќе биде зрела Б клетка ќе може тоа да го прави. Сега, низиното созревање не продолжува во коскена срцевина, него она сега заминува од коскената срцевина и оди во слезината. Сега ќе збориме за субпопулации на Б клетки, но ќе се надоврземе со тоа претходно што го зборевме. Односно, зависно каде созрева Б клетката, односно зависно од која хематопоетска стем клетка потекнува, дали таа хематопоетска клетка се наоѓа во коскената срцевина или пак се наоѓа во феталниот хепар, ќе добиеме различни Б клетки. Ако потекне од коскената срцевина, тоа што претходно го разгледавме, во тој случај добиваме така наречени Б2 клетки, а ако потекне од феталниот хепар, добиваме така наречени Б1 клетки. Сега, најголем дел во Б клетки кои се наоѓаат во организмот се Б2 клетки. А овие Б2 клетки, кога поминуваат низ транзиционите фази во слезената, добиваме всушност два вида на Б2 клетки. Добиваме така наречени фоликуларни, значи фоликуларни Б клетки, и добиваме маргинални Б клетки. Најголем дел од Б клетките, односно од Б2 клетките, се фоликуларни Б клетки. И овие се всушност тие кои претходно ги разгледавме, значи незрелите Б клетки кои поминале сега транзиционен период во слезената. Транзиционни фази. И сега имаме оваа, претходно што имавме незрелата Б клетка, но сега е зрела. И сега таа на својата површина, освен тоа што експресира имуноглобулин М, кој го видовме претходно, нели си имаше имуноглобулин М. Сега на својата површина експресира и имуноглобулин Д. Океј, значи сега има имуноглобулин Д и има имуноглобулин М. И ова може да го прави без да прави клас switching. Зошто? Зашто ми тешкиот синџир и делта тешкиот синџир идеа заедно. Така, значи немаше рекомбинирање кај нив, едноставно може да се бира кој тежок синџир да се стави, базирано на RNA splacing, односно алтернативен splacing. Зависи како се сплайснува RNA, на тој начин може да добиеме делта тежок синџир или ми тежок синџир, односно ќе добиеме имуноглобулин М или имуноглобулин Д. Кога клетката ќе има имуноглобулин М и Д, во тој случај почнуваме веќе да нарекуваме зрела Б клетка. Значи ова веќе е зрела Б клетка. Но не се знае зошто имуноглобулин Д е толку битен со цел оваа да стане зрела Б клетка, бидејќи и глувци кои имаат нокаутирано делта екзонот од имуноглобулинските гени, пак прават зрели Б клетки, иако не формираат имуноглобулин Д. Најверојатно имуноглобулин Д е како нуспроизвод некој си друг процес кој се случува во клетката, а не дека самиот имуноглобулин Д е заложен за незиното созревање. Овие фоликуларни Б клетки уште се нарекуваат и рециркулирачки. Значи рециркулирачки, бидејќи постојано се движат меѓу организмот, се влегуваат во различни ткива и се наоѓаат во едни така наречени фоликули. Така, значи градат како, односно образуваат структури, односно фоликули. Сега, овие зрели Б клетки, кои се фоликуларни Б клетки, преживуваат некое си време пред да сретнат антиген, нормално не се бесмртни, мора да сретнат антиген за да останат живи. Но, при тоа, пред да сретнат антиген, добиваат едни антиген независни сигнали, така наречени тонични сигнали, така кои им кажуваат како да преживеат. Океј? Значи, некое време добиваат такви тонични сигнали, исто така зависат од примање на сигнали од цитокини, од околната средина. Таков цитокин е BAF цитокинот. Значи, има еден цитокин кој се нарекува BAF, што стои за Б-клеточен активирачки фактор од ТНФ фамилијата. Така и тој нормално се врзува со BAF рецептор. Така, значи имаме BAF рецептор и при тоа стимулира таа клетка да преживее. Постојат и некои други цитокини, како април цитокин, да, како месецот април,
кој се детектира преку едни други рецептори, не е тоа толку битно, него овие цитокини се секретирани од страна на одредени фибробласти или од страна на одредени миелоидни клетки. Така, значи има клетки, фибробласти или миелоидна клетка кои ги создаваат овие цитокини, кои стимулираат преживување на зрелите Б клетки. И овие зрели Б клетки можат да детектираат антиген и да дадат соодветен имунен одговор. Ако не детектираат антиген, умираат за неколку месеци. Значи те има неколку месеци ќе напишам. Толку им е животниот век. Б1 клетките, иако ги имаме главно во ембрионалниот развој од животот, ги имаме и кога сме возрастни индивидуи, бидејќи има одредени субпопулации кои се само обновливи во некои мукозни места или пак во перитониумот. И интересно е, овие B1 клетки, ги бележам со некоја си ваква боја, рецепторите на нивните клетки не се нешто многу специфични. Значи, овие B1 клетки се слични на гама делта клетките кај Т клетките. Така, значи, овие се слични на гама делта Т клетки. Поради тоа што рецепторите не им се нешто многу специфични, него препознаваат некои општи структури, интересно е препознаваат одредени јаглехидрати и липиди и оксидирани липиди, така значи препознаваат јаглехидрати, препознаваат липиди, оксидирани липиди и можат спонтано, значи спонтано без да бидат индуцирани да секретираат секретиран имуноглобулин М, значи спонтано. И овие антитела секретирани од B1 клетките се главно тие кои се сметаат дека предизвикуваат имуни реакции или трансфузии, така, односно овие се тие кои реагираат на АБО антигените. Иако најголем дел се смета дека спонтано секретираат имуноглобулини и М исто така и секретираат имуноглобулини А, се смета дека можеби не е спонтано, него дека се индуцирани од антигените кои се наоѓаат во микробиомот на нашите црева, така, значи антигени од микробиом. Но не е се тоа одлучено, значи тоа се предпоставки. Има некои докази, но не е конклузивно. Маргиналниве Б клетки, интересни се тие се слични како B1 клетките, значи маргиналниве Б клетки се наоѓаат кај човек главно во слезина и се наоѓаат и во лимфните јазди. Исто така реагираат на некои липиди, како B1 клетки, значи реагираат на липиди, реагираат на јаглехидрати, исто така и они можат релативно спонтано така да секретираат имуноглобулини М. Интересно е, не е потребно кај нив имуноглобулини Д за да бидат зрели. Исто така и нивниот рецептор има некоја си поопшта специфичност, така не е толку специфичен како фоликуларните. И овие имуноглобулини се сметаат не дека спонтано, него дека многу брзо ги секретираат спрема крвоносни патогени, односно антигени кои се сретнуваат во крвта, они тогаш ги создаваат овие имуноглобулини М. И овие имуноглобулини М од овие маргинални Б клетки имаат помал положиот, значи пониско Т. Иначе овие антитела кои се од B1 и од маргиналните Б клетки, нивните антитела исто така се нарекуваат природни антитела. Антибодис. Не дека овие другите се неприродни, и другите нормално дека се природни, но овие ги нарекуваат зашто овие се како од првите Б клетки во организмот на некој си начин, како налик вроден имун систем се, окей? И овие клетки исто така влегуваат добро во контакт со НКТ клетките. Значи тоа е некои си општи работи. Овде ќе имаме само некои слики, однака нешто разгледаме. Значи ги имаме овие не само со црна боја. Ги имаме проклетки кои се закачени со VCAM и VLA4. Се активира тука цекит stem cell фактори, плюс се активираат други процеси, се правеше реаранжирање на гени, нели се зголемуваше експресија на RAG, на TDT. И после ќе добиевме на вакво пребе клетка, нели кој има ваков интерлеукин 7 рецептор и се прозова со интерлеукин 7 кој се лачи од стромалните клетки и поради тоа почна да се откачува, така значи се откачува од VCAM. И кога се откачи, нели после пролиферира
добиваат овие, нели, имаат еден сурогатски имуноглобулин М со такви В пре Б протеини и ламда 5, нели, имаат, па после сурогатиот ќе се рекомбинира и лестиот цинџир, па ќе се добие вистински имуноглобулин М, па ова после, нели, ќе отпатуваше во слезената. Овдека исто имаме онака како преглед на тоа, значи, само на различен начин, имаме пролиферации, експресии и така натаму. Овдека имаме слика како изгледа тој пребеклеточен рецептор, BCR, бидејќи го имаме овдека и сигналната компонента. Нели беше од ламда 5, од В пре Е, пре Б, овдека и на страна прикажан и пре Т цел рецепторот, како онака за споредба. И овдека лево имаме исто уште една слика доле, која ни, само да се симнам, не може да го најдемо, ево го, која ни покажува како исто иде развивањето, идат во слезената, транзициони клетки, стануваат фоликуларни Б клетки или маргинални, добро, Б клетки на маргиналната зона, нема врска. Исто така тие кои настануваат од феталниот хепар, нели беа Б1 клетки. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте што ново. И ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе збориме за беклеточна селекција. Така, значи ќе има процес на беклеточна селекција. Довидување.